Бевме на среда во 15 часа со господин Анџушев. Бевне ние представници од синдикатов и ПЦ Ристилски од Скопје од ЦИЕР. Беа присутни раководството, директорите и Горан Согаревски, министер за транспорт и врски, како представник од нашиот град, како засегнат за нашава ситуација. На таа средба почнавме со некои разговори со директоров, кажа некои планови за работа кои ги имал, како ги имал. Ништо конкретно не излезе од тие негови планови. Потоа Анџушев ни кажа дека има излез од ситуацијава, ама треба да чекаме 6 месеци за тој излез. Да се најди купец, да се среда сите работи, сите побарувања и да се реши ситуацијава. Во меѓувреме понуди директорите да направат план за работа, како би ние земале редовно во тие 6 месеци плата. За бруто плата. Имаше неколку варијанти тука да се префрлиме во друга фирма, овде ќе да ја ставиме ова фирма како задолжена башка, ние да заемаме друга фирма бруто плата. Тоа ние ќе го разгледаме колку е изводливо и дали е прифатливо. Важно во оваа ситуација Анџушев конкретни некои ставови негови или одговори не гледаме некој конкретен излез, пошто исто ова нас не го вети пред 6 месеци. Со последната негова среда пред 6 месеци беше ветено исто во ова, што ни го ветија вчера, дека до крајот на нова година ќе се реши проблемов. Ние му раскажавме тоа на вработениве, му оставивме време да размисла до утре, дали се прифаќа да работиме под овие услови во овие 6 месеци, или треба да продолжиме со штрајков. Ние, како што знаете, сме регистрирани во 2 фирми. 6 сати сме осигурани во Еврокомпозит, каде што не земаме бруто плата, само нето плата, пошто се блокирани сите сметки. Во другата фирма Еврокомпозитна опрема сме осигурани 2 часа. И сега тие сака од еднава фирма да не префрлат сите на 8 часа на композитна опрема. Тоа му е како идеја, ама ние не знаеме колку е тоа изводливо после да не ги изгубиме сите побарувања од претходнава фирма. Тоа треба да се разгледа и да се донеси конкретен став. Разговаравме за кривичните пријави. Господин Анџушев му ги побара сите документации да ги разгледал, да ги проверил и ќе излезе со конкретен став. Дали има вина или нема вина. Значи, владата дали има намера или нема, ние не можеме да знаеме, пошто последниве 10-15 години нон-стоп нас ни спомнува дека ќе се продава фабрика, да се продава. Имаме заинтересирани странски инвеститори, до сега никој не е ни дојден и колку да е вистина ова што го кажува господино Анџушев, народов не го верува тоа повеќе, се додека не се оствари ништо такво. Значи, нашиот штрајк не е прекинат. Штрајкот продолжува. Само на вработените му дадовме рок да си размисла дали ги прифаќаме овие услови да чекаме 6 месеци или продолжуваме понатаму со штрајк за да се реши многу порано.